Доколку загадувачите на централното подрачје не ги плаќаат глобите за загадувањето, тогаш судот ќе ги превземе понатамошните мерки. Председателот на Сдруженијето на комунални инспектори Борче Везенков на денешната седница на Сдруженијето истакна дека 30 постапки на физички и 6 постапки на правни лица има само во Штип, а казните се претежно за градежен отпад, шут на јавна површина и чување стока и живина. Вели дека истите проблематики денес беа теми на дискусија на самата седница. Темите се од областа за прекршочни одредби од Законот за јавна чистота. Можам да ви кажам во однос на општина Штип дека во тековната година како комунална инспекција имаме околу, да кажам, 30 постапки на физички лица и 6 постапки на правни лица. Што значи, доколку тие казни не се платат, односно глоби, потоа се праќаат до судот и судот одлучува по однос на сторените глоби. Па најчесто за одлагање на земја, на градежен отпад, шут на јавни површини, исто така за од областа, да кажам, Закон за јавна чистота, чување на живина и стока во централно градско подрачје, воглавно за градежни активности од некои фирми кои што пренесуваат земја кога ги валаат улиците во централното градско подрачје. И така, тоа се отприлика генерално проблеми. Моментално можам да кажам дека во Штип има кандидат за комунални инспектор и во другите општини има млади комунални инспектори кои што моментално полагаат за инспектори. Знаете дека постапката трае околу една година. Можам да кажам во другите општини дека бројката е задоволителна моментално. Некои одат во пензија, доваѓаат нови, се менат градоначалници, доваѓаат нови инспектори, се вклучуваат во работата и тоа е променлива работа. Потребно е поголем број на инспектори за животната средина, кои што ќе бидат редовно на терен за да ги санкционираат сите загадувачи, без разлика дали тоа на правни или физички лица, вели Сашо Илиовски, комуналниот инспектор од Битола. За подобра животна средина постапуваат инспектори, овластени инспектори од животна средина и тие, работејќи го законот, казните се за физичките и за правните лица многу повеќе кратни, односно многу повисоки во споредба со казните од комуналните инспектори. Меѓутоа треба поголем број на инспектори за животна средина кои што ќе бидат редовно на терен и ќе ги санкционираат сите тие загадувачи без разлика дали се работи за физички лица или се работи за правни субјекти. Инаку денес се одржа шестата поред седница на ова здружение, на која имаше организирано и дополнителна обука за различни видови на инспектори, кои што се заинтересирани да присуствуваат на ваквите настани.